Римјани 12 глава. Римјани 12 глава, 1, 2 и 3 стих. Браќа, во името на милоста Божја ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благогодна на Бога, и тоа ќе биде вашата духовна служба. И не управувајте се според овој век, туку преобразете се преку вашиот обновен ум, за да можете да познаете која е добрата, угодна и совршена волја Божја. Зашто преку благодата што ми е мене дадена, на секого од вас му кажувам да не мисли за себе повеќе отколку што треба да мисли, туку мислете скромно според делот на верата што Бог на секого му го одмерил. Темата на денешната проповед е вера. Вера од аспект на преобразување на умот. Денеска, еве читаме за Римјани, 1, 2 и 3 стих, 12 глава, и овде вели, во името на милоста Божја ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благогодна на Бога, и тоа ќе биде вика вашата духовна служба. Значи, вашата духовна служба. Ако се прашувате, ако секој еден од вас се прашува, што е пред се мојата духовна служба во Господ? Пред се и укротување на телото. Подавање, предавање на телото на Исус Христос. Моето тело, мојот ум, мојата душа, сето тоа да го предадам на Господ. А после, што Господ ќе води или нема да води, ќе проповедам или нема да проповедам, дома ќе седам или нема да седам, ќе излезам надвор, ќе прошетам или нема да прошетам, ќе работам работа во фирма некој или нема да работам, ќе се образувам или нема да се образувам, после во сето тоа Бог ќе ви зборува и ќе ве води. Сето тоа е, воопшто не е битно. Воопшто не е битно што ќе правиш и како ќе правиш. Значи, битно е ти да се предадеш на Господ. Целосно, во дух, душа и тело да си предаден. Тоа е вика твојата света и духовна служба. Тоа е твојата служба. Џабе што е некој проповедник дела прави, како проповедник пастор, и секоја недела проповедана служба, дали ја извршува вистинската духовна служба? Дали неговото тело е предадено на Господ? Умот дали му е измиен со Словото? Разбирате? Некој може дома да седи, да не го видите, деца да гледа, а извршува духовна служба пред Господ. Еве, седи дома, го слави Господ, предадене. Господ го води само да го слави Господ и да се застапува. Тоа сака Господ од него. Значи, првенствено, оно што сака Господ од него, да извршува таа духовна служба, ама ако е предаден. А ако е предаден, после Господ секого различно ќе води. Значи, поентата ми е, не движете се според светот. Вели во 2 стих, не управајте се според овој век, теку преобразете се преку вашиот обновен ум. Преобразувајте се преку вашиот обновен ум. А како умот ќе го преобразуваме? Преку Словото. Како ќе го трансформираме нашиот ум? Преку Словото, преку Библијата ќе го трансформираме, ќе го менуваме. Се она што е од светот, се она што е од светот во нашиот ум, ставови, мисли, вреднување на овој свет, восхит кон она што е од овој свет. Сето она мора да го тргнеме од нашиот ум и да му дадеме место на Словото Божјо. За да Бог во нашиот ум почне да става мисли, ставови, вредности, ставови, за да почнеме да се минуваме и да нашата душа се трансформира, се чисти, се мие според Словото и во нашиот дух да се вградуваат богатства, духовни богатства. На тој начин вика, туку преобразете се преку вашиот обновен ум. Зошто е умот битен многу? Пред некое време една сестра ме праша, па чекај, умот, Джойс Мајер има една книга, нешто за умот беше напишано, вика, па што умот толку е битен, нели духот е, преку духот е, вика, ако духот не те допре, шо џабе умот? Да, ама умот е тој кој што го менуваш, вадиш, го чистиш, ставови, вредности, восхит, она кон светот, тоа е тоа што го чистиш и го вадиш за да влезе побожното мислење во твојот ум. Ако си се восхитувал на дечко што има кола, еве девојките, бриши го тоа. Тоа не е побожно мислење. Тоа шкртни го. Мотор или било што. И други, да речеме. Образование, се восхитуваш на образование, тој што има. Шкртни го тоа. Се восхитуваш на тој што има пари, богатства земски. Шкртни го тоа. Се шкртни. И остави да Бог во тебе, тој самиот разбуди што да вреднуваш и како да вреднуваш. Јас кога се обратив,
Јас кога се обратив, не знаев што да правам. Не знаев што да правам. Се обратив и викав и сега, што Господе, како Господе, врска немам. Ама бев поучена, ми рекоа, ќе го прашаш Господ и Господ во тебе ќе стави, ќе се дадеш на Господ да се смени умот, се ќе смениш. Едноставно се е ново, се стана ново, нели според 2 Коринтијани 5:17. Така, кој е во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. И бев ново создание. И не знаев што да мислам, што да правам, што да делувам, дали да се образувам, дали да се мажам, за каков дечко да се мажам, што да се мажам, да не се мажам, да имам дечко, да немам дечко. Едноставно не знаев што да правам, да живеам ли што. Врска немав, али едноставно одлучив, не сакам ништо, Господе, од овој свет, не сакам ништо од овој свет, не сакам ништо што не е од Тебе, не сакам ништо што не е од Тебе, се она што е од Тебе, нека дојде во мене. Она што е од Тебе, а она пак има работи во нас, кои што се од Господ, ама мора да ги отфрлиме. Знаете ли зашто да ги отфрлиме? Затоа што Господ да ги воскресне во нас. Има ставови кои што се од Господ. И затоа вели се помина, се стана ново. Нема ништо добро во стариот човек. Мора да знае секој ден од нас, кој вели, нели, луѓето се чудат и викаат, ама чекај, па добро сега и светските луѓе имаат толку добри ставови, подобри од нас, христијаните. Така, имаат некои ставови. А јас како светски човек сум била за некои ставови подобра сигурно од христијани, додека да се обратам. И сега, зошто да ги менувам тие ставови? Зошто да ги тргам од себе си? Зошто да го тргам тоа од себе си, ако е добро? Па затоа што се стана ново. Затоа што ти не знаеш дали е добро. На кого ќе веруваш? Затоа што Борче ќе ти рече дека е добро. Океј, авторитет е, точно. Ако е помазано од Бог, кој ќе ти рече нешто као совет, слушај ти вака и вака Бог вели. Ама ако он ти каже некои ставови, од кај знаеш, може он не ги трансформирал во Господ. Или па некој недуховен брат во црква, например, се восхитува, еве што спомнав, се восхитува на мотори, се восхитува на образование. Зошто образованието да е добро? Зошто образованието да е добро, ако не ти треба за слава на Христос? Ете, не, како став не е добро образованието. Некому ќе му донесе штета, гордост, ќе го пропасти, ќе заврши во пеколот поради гордоста, светска слава. Зошто да е добро? Затоа се вели стана се ново. Ете сега се стана ново и сега си ново создание. Разбирате? И сега, јас не велам дека образованието не е добро, ама за некого може погубно да биде. Ме сваќате? Затоа се ќе отфрлиш и ќе речеш, Господе, не сакам ништо што не е од Тебе. Пошто за некого може образованието да биде за човек за слава на Господ и да го прослави Господ во таа област. Ама за некого може да биде пропаст. А може би ти си тој некој си. Затоа стоев пред Господ и викав, Господе, еве ме. Не знам, јас ништо не знам. Смени ми. Не го кажувам за да се гордеам пред вас, дека таква сум била и дека така треба да направи секој новообратен, а и секој христијанин, него го кажувам за да направам еден модел во црквата, за да направам една шема, еден шаблон, образец, кој што вика Павле, угледајте се на мене. Значи, од тој аспект го кажувам, не да се гордеам, пак ќе го прочитам. И така, кој е во Христа, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Сега ќе се надоврзам, интересно нешто, Борче не знаеше зашто ќе проповедам, и сега се прокламираше, вика, као, направете место на Светиот Дух во вас. Фактички испразнете се. Сега јас го прераскажувам неговото, го толкувам на мој начин. Мојата проповед е тоа. Испразнете го вашиот ум од светските работи, испразнете го вашиот ум, за да му дозволите место на Светиот Дух да дојде во вашиот ум, да ја трансформира вашата душа, да воскресне работи што се добри, ако образованието е добро, да го воскресне и да ти стави жалба да сакаш што да го правиш. Да, дај му на Бог да Духот Свети делува. Значи, испразнете се, направете место во вас, во вашите срца за Господ. Направете место. Интересно нешто, читав некои книги као нехристијанка, да речеме, нели, психолошки книги, сакав такви работи као нехристијанка, и кога поверува во Господ, го оставив сето тоа зад мене. Едноставно, не е битно ни тоа, не сакам.
ништо не сакам, како што реков. Интересно нешто, требаше 10 години да бидам, десетица и повеќе години да бидам христијанка, го проповедав пред неколку години за брак, Фром, Уметноста на љубовта се вика книгата, светска книга. И таа книга ми послужи, Бог ме подсети, го воскресна тоа и ми да објасни работи за брак, за љубовта, и ја употребив таа книга за да проповедам. Ама Бог ме употреби, еве како Бог може да го воскресне во вас тоа што е дури и од светот, добри работи. Ама нема да го воскресне ако не си го предал. Тоа ќе живеело во тебе и на светски начин ќе било. Значи во нас има добри семиња од светското, има добри работи, ама дајте на Господ. Посебно вие што сте младите христијани, добро, само еден гледам, али и ти? Да, и јас, сите сме млади христијани. Да, од тој аспект за сите важи, точно, и за мене, и за вас. Да дадеме место, да го обновиме нашиот ум, за да бидеме во совршената Божја волја, за да ја бараме совршената Божја волја за живота. И јас го потребувам тоа совршената Божја волја затоа што јас лично верувам Божја волја може да биде за некој во животот, као Бог секојаш се врати на добро, не? И Бог ќе сврти на добро, Божја волја ќе биде нешто. Ама ако утнеме, нема да биде совршената Божја волја. Затоа јас ги делам работите совршена Божја волја и као Божја волја. Ние сме во Божјата волја, ама дали сме во совршената Божја волја? Тој за брак кога проповедав, нели она? Совршена Божја волја, мој термин. Добро, еве, отфрлање на стариот човек, Ефесијани 4, 22 и 23 стих, 22, 23 и 24. Да го отфрлите од себе стариот човек според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливите желби, да се обновите со духот на својот ум. Еве го ова. Духот на својот ум, вели. Зошто умот? Еве го, духот на својот ум. Умот ќе биде обновен, измиен ќе биде умот. Значи духот, Бог ќе дојде со помазанието, со својот дух, врз умот и ќе го измие и еве го духот, врз умот е. На Бог му е угодно и затоа ќе биде врз вашиот ум. Затоа умот е битен. И затоа и на многу места вели да стоите цврсто со вашиот ум. Да не мрдате, како котва да се вкотвите во Господ, како котва. Знаете што е котва, така? Нели, котвата вкотвена и не мрда. Вика да се вкотвите во Господ и да не мрдате, вашите умови да не мрдаат ни лево ни десно. Ако има ситуација во кој што Бог ќе ви каже верувај за тоа, и ти мораш да веруваш дури и со умот, не само со срце. Твојот ум да не се лула лево-десно. Ќе биде така и точка. Ќе биде така, ќе го имам тоа и точка. Во Христос. Ќе бидам излечен и точка. Во име на Исус. Не мрдам со умот. Во име на Исус не мрдам со умот. Значи умот, вкотвен, како ленгер, како сигурен ленгер за вашите души, кој што вика Словото, нели, како котва за вашите души. Сигурно се вкотвувате. Ќе имам жена и точка. Не мрдаш со умот. Ама си ја барал прво совршената Божја волја, си ја открил, умот ти е измиен, изчистен, и од кој така веќе, ти стоиш. Не мрдаш, нема сомнежи. Сомнежот е од ѓаволот. Во Господ е се да и амин, не и да. Нема сомневање. Тоа е верата што ја живееме во практични работи. За работа, за исцеление, за маж, жена, за факултет, за децата. Децата ќе пораснат, ќе бидат здрави, силни христијани и точка. Не мрдам од тоа. Ќе стојам на тоа, ќе го проповедам, ќе го прокламирам, ќе го зборувам и точка. И сега сакам нешто практично да ви направам, само колку ќе успеам. Че оваа чаша е темна, исполнета е со нечиста вода. Тоа сме ние, кои што сме со необновени умови, необновени ставови во Христос, неразчистени сметки со минатото, непрекинати душевни врски, непрекинати родбински врски, си влечеме роднини, си влечеме браќа, сестри телесни со нас, не ги цениме духовните браќа и сестри, ги цениме повеќе телесните. А Исус вели, кој ми е татко и мајка? Христос, браќата, тие духовните ми се пред се роднини, не ми се телесните, сето тоа си ти. Јас, мислам ние, ако си таков, ако не обновен ти е умот, ако не си трансформиран. Сега, значи, ова е пред да се обратиш. Тотално не. Доаѓа Господ, ова шише го представува Господ
Светиот Дух, помазанијата, символички. Доаѓа Господ и почнува да мие, да работи, почнува да мие. И еве, се мие, треба време, се трансформираш, се менуваш. Уште уште имаш душевни врски. Се гледа, нечисто. Не си раскинал душевни врски со роднини. Тие ги вреднуваш пред се. На нивна страна си секојаш пристрасен се. Еве нечистотија. Како тогаш ќе влезе Светиот Дух? Има нешто Свети Дух, ама не влегол целосно. Значи треба да му направиме место на Светиот Дух за да влезе. И што ќе направиш? Нема вака, Господе, да живеам. Ќе одлучам целосно ти се посветувам на тебе, као што вечер веа што проповедам. Целосно, Господе. Еве целосно, Господе. Празен сум. Исполни ме. Еве го место. Еве го местото и еве сме ние. Новото создание во Христос, исполнето целосно со Светиот Дух. Тоа преска што беше малку нечиста вода, нели? Така има христијани кои што цел живот ќе си наливаат се чистата, но пак нечистотија. Тоа што го покажа в таа чаша предходно. И затоа потребно е одлука да направиме, као сега што проповедам, целосна одлука. Целосно ти се давам, Господе, ништо не знам. Јас ништо не знам. Се е ново, за да Бог не исполни вака. Ви значеше ова сега? Малце практично. Ви долови сликата зошто нема место за Господ во нас? Светиот Дух зошто не е во нас, зошто не работи во црквата Светиот Дух? Себе си, ние сме сад. Па нели ние сме сад? Сад сме. Еве го садот, цело време зборуваме. Сад сме, камења сме, се држиме. И сакав да ви кажам, еве као пример, нели стариот човек се распаѓа. И моментално можеби тоа не изгледа така, например. Еве во светот постојат големци, големи луѓе, например, големци. И сте виделе големци како брзо паѓаат? Ви се случило? Да. Зошто? Затоа што стариот човек е илузија. Илузија знаеме што е, нели знаете? Илузија, стариот човек е илузија. Јас сум видела, еве, од мој пример, например, што сум живеела години уназад, борејќи се со тој дух на смрт. Сум видела баш она доаѓа духот на смрт, духовно го гледам, и доаѓа да коси. И јас сум под силен притисок. Ко бран доаѓа да коси, под силен притисок сум. И утре задутре ќе чујам овој умрел, тој умрел. У рок на 3-4 дена неколку луѓе болни, например, од болест рак умираат. Ги коси тој дух. А јас обстојувам, а јас живеам. А да не бев така со Господ, и јас ке бев мртва. Тоа е таа сила што Бог ви ја дава во такви ситуации да обстоите, да издржите кога доаѓа бранот на смрт, кога доаѓа бранот на косење. Кога дојде во Израелот ангелот на смртта, темнина беше и целиот Израел беше во темнина. Сите плачеа, сите кукаа, се плашеа, ама до чии врати не се допре? Ги уби првородените нееврејски деца, египетски деца, ама до првородените еврејски деца не се допре поради крвта што беа обележени. На прагот имаше крв. Така ние сме обележани со крвта Христова. Не се допира злото кога доаѓа. Значи не мора да е дух на смрт, може да е зло против вашите деца. Може да е зло на крадење на нешто, на губиток, на спасение на крадење. Нема да се допре тој бран кога доаѓа. Значи, не знам дали знаете, ама такви работи се случуваат, ѓаволот ги ослободува силите. И ги ослободува во еден момент сили се губат спасението масовно. Роднините одеднаш гледате вашите роднини, готово се изгубило времето. Ко си мислиш тој ќе се спаси, ама тотално отишол во светот. Се клима, тотално отишол. И не само тој, и следен. И тоа сите одеднаш одат. Затоа што така делува. И Бог делува во бранови, и ѓаволот делува во бранови. Значи, ѓаволот ќе ги пушти своите војски, својот јарем ќе го пушти и се ќе испокоси. И ќе останат само оние што се држат за Христос. И поентата ли е, ако го обновуваме нашиот ум во Христос, ако живееме со Христос, ќе имаме сила не само да обстоиме во такви услови, него ќе имаме сила и да се бориме духовно. Значи, како да се бориме духовно? Затоа што нашиот ум е измиен, нашиот ум е обновен, ќе имаме сила да прокламираме стихови, ќе имаме сила да исповедаме. Умот го знае словото, веќе го исповедаме тоа во такви моменти. Например, Псалм 90, нема да го читам, 7 стих, вели покрај тебе ќе паднат, како беше? 10.000 и десно и од тебе, ама до тебе злото нема да се приближи, нели? И во такви ситуации така ќе се случува. Ќе гледате како паѓаат луѓе околу вас
големци. Во ситуации, па дури и животите ќе им бидат земени на големци. Големци зборувам, светски големци. Позиција или било што, јас сум го тоа видела во пракса, големци, паѓале големци. И вие сте го виделе, така и да за други работи. Ќе го гледате тоа, ама злото до вас нема да се доближи. Имате дел во верата. И ова ќе се вратиме сепак на Римјани 12 глава 3 стих. Зашто преку благодата што ми е мене дадена, на секого од вас му кажувам да не мисли за себе повеќе отколку што треба да мисли. Туку мислете скромно според делот на верата што Бог на секого му го одмерил. Мислете скромно, вика, според делот на верата на кој што Бог на секого му го одмерил. Ефесјани 4:7, а на секого од нас благодата му е дадена според мерката на дарот Христов. И вели, секој од нас има своја посебна благодат, според мерката на дарот Христов. Не сме сите за исто повикани, нели? Според мерката на благодата, според мерката на дарот Христов. Едни ќе работат во бизнис, едни ќе работат во, мислам, проповедници, пастори, едни, образование, едни во бизнис со коли и така натаму. Али поентата ми е секој да мисли за себе си онака како што Христос го благословил и го повикал, тој дел никогаш нема да го оствариме. Значи, како да мислиме според она мерката на благодата? Никогаш нема да оствариме, да мислиме вака како што вели Словото за себе си, ако не сме се трансформирале во Христос. Го нашиот ум не сме го трансформирале во Христос. Никош нема да мислиме според таа мерка, како што вели Словото. Дека за секој да мисли за себе повеќе, да не мисли за себе повеќе отколку што треба да мисли. Ако не е трансформиран умот во Христос, или ќе мислиме за себе си повеќе отколку што треба да мислиме, ќе се гордееме, ќе се занесуваме, илузии некои, или пак ќе се подценуваме. И двете работи може да се. Нема да си даваме значење. И затоа пак нема да го исполниме во Христос она што треба да го исполниме. Ефесјани 4:13, додека сите не стигнеме до единство во верата и познавање на Синот Божи, до состојба на совршен маж, до мера на полната возраст на Христовото совршенство. Колку убави стихови. И сега пак ќе се вратам на тој дел во верата, дека нема да го оствариме, ако нашиот ум нема да го обновиме, тоест ако нашиот ум е детски, незрел ум, ако не е обновен, тој е детски, незрел ум. Значи, нашиот ум е незрел, детски. И секојаш ќе мислиме нешто погрешно, никогаш за себе си нема да мислиме онака како што треба да мислиме за себе си во Христос, и никогаш нема да го оствариме она што треба да го оствариме во Христос. И затоа вели, додека сите не стигнеме до единство во верата и познавање на Синот Божи. И сега не знам дали ви го имате ова откровение, ама зошто нема единство во верата? Зошто немаме единство во верата? Да, немаме зрелост. Значи, поради нашите нетрансформирани умови, детски умови, незрели умови, сите немаме еднакви умови. Некој веќе го трансформирал умот, да речеме 70, некој 80, некој 90, и сега тој од 40 доаѓа на тој од 90 и му постои, му се спротивставува. Му вели, не вака, така. И па како така? Значи, не е единство во верата. Не е единство во верата. Незрел ум, нетрансформиран ум, и затоа немаме единство во верата. А кога ќе ни се трансформираат умовите, ќе ни се обноват умовите во Христос, на ваков начин, кој што вечерва што зборувам, сите ќе бидеме во единство во верата. Значи, ќе имаме единство во верата и познавање на Синот Божи, до состојба на совршен маж, до мера на полната возраст на Христовото совршенство. И ќе почнеме да го познаваме Христос. Да го познаваме Христос ќе почнеме. Значи, зрелост ќе почнеме, да, па тоа и се стремиме, кон тоа одиме, за тоа ќе добиеме награда, колку го познаваме Христос.
по тоа ќе бидеме благословени кои ќе сме кај Господ. Ќе примеме печат. Значи, трансформација на умот. Значи, христијаните резонираат по стариот човек, стариот ум и затоа им е тешко да се покориш во црквата, да се во единство во верата. А еве ви прочита во Ефесијани 4:13, спорува за полнота во верата. Нашата вера ќе достигне до мерка на полнота, полна возраст на Христовото совршенство. И сега да се вратам, што е верата според тоа. Евреи 11:1, а верата е жива представа за она на кој се надеваме и докажување на она што не се гледа. Жива представа на она на кој се надеваме и докажување на она што не се гледа. И тогаш нашиот ум кој ќе биде трансформиран, ќе стои цврсто во верата, нема да мрда лево-десно и нашето срце ќе му остави место да биде убедено. Оти срцето може верува во Господ, верува и се надева на тоа што Господ треба да му го даде, ама умот ако не е обновен, го лула лево-десно умот и не можеш да го добиеш тоа по вера од Христос. Не, човек што се двоуми, нека не мисли дека ќе добие нешто од Христос. Му се двоуми умот и нема да добие од Христос. И не може, едноставно не може. Верата е жива представа за она на кој се надеваме, докажување на она што не се гледа. Не може представата за тоа што го сакаш да ти биде жива. Не може представата за тоа што го бараш од Господ, исцеление, маш, спасение на блиски. Не може да ти биде жива представата. Умот ти се лула лево-десно. Немаш вера, неверие во однос на таа работа. Па и други работи, мислам, не мора конкретно за таа работа. Може се сомневаш во пасторот, па тоа ти попречува верата. Не му веруваш на пасторот. А тие таму полни со пари, леле се изнаполнија, ја испокрадоа шутка, ги испокрадоа такво се изнаполнија Борче и Весна со пари, па ќе им одиш у црква тие такви за пари. Се изнаполнија со пари, полни со пари, колажат народот, го крадат народот и ти ќе им одиш таму да ги слушаш. И умот ти се луа лево-десно. Дојдете, ќе ви дадеме од тие пари. Амен. Од тоа што го имаме. Амен. Знам, така зборуваат. Сум слушнала, мислам дека така зборуваат луѓе. Сега, поентата ми беше, не мора конкретно за спасение да бидеш нападнет. Можеш за било што во верата да бидеш нападнет, ако не ти обновен умот. Римјани 4:18. Аврам без никаква основа за надеж, поверува со надеж дека ќе стане татко на многу народи, според реченото такво ќе биде твоето потомство. Аврам вели без никаква надеж. Имало моменти кога не сум имала никаква надеж да верувам. Али овој стих ми било тотално охрабрување. Вика, Аврам без никаква основа за надеж поверува. Со надеж дека ќе стане татко на многу народи. Дури вели и тоа му се прими за оправдание, за спасение му се прими. Тоа го оправда. Немаше никаква надеж, а тој поверува. Истиот стих кој се молев за дечко, Господ да ми даде и кој Бог ми каже дека е Борче, дека ми е маш. Истиот стих Бог ме храбреше и ми рече така е као. Ми го даде стихот Господ и јас така стоев и верував. Немав никаква надеж во човечкото, дека јас и тој ќе бидеме заедно. Имав само збор од Господ и толку. Жиле, например, еве знае, беше сведок на тоа. Немав никаква надеж 100 години. И овој стих Господ ми го даде. Значи, за дечко ми го даде. Не мора само за исцеление, не мора само за спасение. Едноставно Бог ќе ти даде нешто и без никаква основа за надеж и ти стои на тоа, верувај. Не се предава и ќе биде. Дури тоа ќе ти се прими и како оправдание, без никаква основа за надеж. Поверува, вели, и тоа му се прими за оправдание. И друга работа, не само што ќе веруваш и ќе си силен во верата и во трансформиран во умот и ќе биде Бог задоволен од тебе, туку и ќе добиеш чинови во верата. 1 Тимотеј 3:13, со трансформиран ум добиваш чинови во верата и одиш напред. Јас се сеќавам, пред неколку години, нема да го спомнам името, ама сестрата ќе се препознае. Се молев, така дојде ситуација да се молам за една сестра. Бев поттикната од Господ да се сретнеме, да ја видам и се молев за неа. И отидов се молев за неа и Господ ми вели и го кажав тогаш тоа. И Господ ми рече, кажи дека добива чинови во верата. Затоа што служела добро, затоа што стоела добро во Христос,
била како што треба во Христос, значи извојувала работи што требало пред тоа, нели, некое време победила работи што Господ сакал да ги победи, умот стоела и ми рече Господ кажи дека добива чинови во верата и символички тука и ставив чинови, нели, ја благословив и после тоа таа сестра доби деца, например. Значи, а јас не знаев дека таа копнеела толку длабоко и била очајна. Јас после чув дека била очајна за деца, дека била очајна. Јас не знаев, до толку мислам. После слушнав и ми беше јасно, али не е битно. Битно е, служиш во Христос и копнееш за нешто и Бог ќе ти даде чинови во верата. Што реков 1 Тимотеј 3:13. Од оние што служат добро се здобиваат со висок чин и голема слобода во верата што имаат во Исуса Христа. Вели голема слобода во верата. Одеднаш почнуваш да веруваш работа што не си мислела дека ќе ја поверуваш. Или веруваш работа што други не можат да веруваат и ти е чудно како бе они не можат да го веруваат тоа? Толку е обично, толку е едноставно, како не може? Па ти си добил чинови. Бог те благословил. Вика со висок чин и голема слобода во верата што имаат во Исуса Христа. Имаш слобода да веруваш во верата, слобода во верата. Затоа треба да го трансформираме умот, за да добиеме слобода во верата во нашето срце. За работи. Значи, се менуваме, се чистиме, као таа чаша ќе бидеме бели, чисти, за да имаме слобода во верата, да ги досегнеме оние работи кои што не можеме обично да ги досегнеме. Со обичен ум, со обично живење, со обични, едноставно вака како што сме сега, не може. Мора да се трансформираме, нашиот ум мора да го трансформираме, да се смениме, да се испразниме, да влезе Светиот Дух и тогаш ќе имаме слобода во верата. Слобода, ќе веруваме работи кои што за друг некој не би ни поверувал. Јас ко верував за Машми и за Бурче, ко верував, ми се смеја. Не ми верува, мислеа се занесува. Траеше неколку години, 5-6 години траеше. Мислеа се измислувам. Не ми верува. Дури јас сега не си верувам. Кој ќе се сетам стварно. И така, и пак ќе повторам, ќе има тешки времиња, кој ќе дојдат тешки времиња, кој ѓаволот ќе ве приклешти, а тогаш пак баш Господ ќе ве тестира. Значи тие стихови што се во вашиот ум, што сте го тоа богатство духовно сте го вградувале во себе си, умот ви е обновен, во тешки времиња ќе ги прокламирате стиховите, ќе го знаете идентитетот ваш, кој ви е во Христос. Нашиот проблем не е со ѓаволот, нашиот најголем проблем е со самиот себе си, со самите нас. Мора тоа да го знаете. Ние не знаеме кој сме во Христос. На нас ѓаволот не ни е проблем. Проблемот сме ние самите. Во тешки времиња ние не знаеме кои сме. Изгубени сме. Не знаеме кој ни е идентитетот во Христос. А тогаш ќе знаеме во тешки времиња и ќе го прокламираме тоа. Ќе прокламираме стихови, ќе стоиме, ќе се бориме. Тоа што сте го граделе во добри времиња ќе се покаже во тешки времиња. Нема да паднете во духот. 2 Коринтијани 4:13. Имајќи го пак тој издух на верата, како што е напишано, поверува и затоа зборува. И ние веруваме, па и затоа зборуваме. Слушате? Поверува, вели, затоа зборува. Значи, ќе имате слободата на верата, во верата сте поверувале и тоа ќе ви излегува од уста. Ќе ви излегува, ама мора во умот да сте го складирале. Ако не сте го складирале во умот, што ќе ви излегува од уста? Ништо. Умот нападнат, хаос, не знам кај да погледнам, лево, десно. Не знам што, не знам како, не знам зошто. Тоа е. Устата зборува од преполнето срце, Лука 6:45, нема да го читаме. Добро, Евреи 10:35, Евреи 10:36, 10:35 и 36. И така не напуштајте ја вашата слобода, значи не напуштајте ја вашата слобода, за која имате голема награда. Најнапред ви е потребно трпение, па откако ќе исполните волјата Божја да го добиете ветеното. Слободата во верата не ја оставајте, стоите во таа слобода и трпение ќе ви треба да го добиете ветеното. И Ефесјани 3:13 има молба до вас сега една. Поради тоа ве молам, не паѓајте со духот пред моите маки заради вас кои се ваша слава. Павле ова им го вели на своите браќа и сестри. Јас ви го велам вам, за мене и за Борче, а посебно за мене. Поради тоа ве молам, не паѓајте со духот пред моите маки заради вас кои се ваша слава. Маките кои што јас ги минувам,
Знам дека тоа влијае врз црквата, знам дека влијае врз вас, дека паѓате во верата, дека паѓате во духот, али не паѓајте во тоа. Ве молам, не паѓајте со духот пред моите маки заради вас кои се вашата слава. Значи се има своја причина. И зошто јас минувам ни се во ова, и ние сите како црква и Борче минуваме ни се во ова, Вајца, и сите како црква се има свое. Тоа е ваше, за ваша слава, вели. Награда. Не паѓајте во духот пред тешкотиите кои што јас и Борче ги поминуваме. Немојте да паѓате поради тоа во духот. Немојте да се обесхрабрувате. Павле поминал многу проблеми и тој го вели на црквата. Не паѓајте со духот пред моите маки заради вас кои се ваша слава. И 1 Петар 5:9, спротивете му се со тврда вера, знаејќи дека такви страдања ги снаоѓаат и вашите браќа по светот. Амен. Поради маките на Борче и мене не паѓајте во духот. Тие маки ги носиме дури и заради вас, а тие се ваша слава исто. И наша и ваша слава. Пошто ако не знаете, ги носиме и заради вас. А сепак тоа е пак трансформирање на умот, сега што го проповедам. Затоа ако сакате да ни олесните, трансформирајте ги умовите. Мислам и јас и тој, али вие, ако сакате да ни олесните. Толку. Господ нека ве благослови. Амен. Алелуја. Господе, ние те молиме според ова Слово Боже да ни дадеш да ги трансформираме своите умови според зборот Твој, Духот Твој, да бидеме обновени, да навистина бидеме нови созданија кои што гладни се и жедни за Тебе, Господе, и за Твојата волја и Твојот план за нашите животи, да бидеме празни, Господе, за да може Ти да ни исполниш. Помогни ни, Боже, да се испразниме од своите замисли и планови што ги имаме, а сме ги нарекувале Твои планови. Господе, помогни ни да се испразниме себе си од се она што сме го нарекувале од Тебе, а не било од Тебе. Помогни ни да се испразниме од работи што биле душевни и телесни, а што сме велеле ги правиме за Тебе, а не биле за Тебе. Помогни ни оваа вечер да се испразниме од себе си, за да Ти не исполниш со себе си, Боже, со Твојот дух, со Твоето присуство, со Твоето битие, Господе. И да бидеме обновени во умот, Господе. Прости ни, Боже, што сме нарекувале дека од Тебе нешто што не било од Тебе. Прости ни, Господе, што сме правеле своја волја, а сме нарекувале Твоја волја, Боже. Прости ни, Боже, за сите тие гревови што биле душевности и Те молиме, помогни ни, Боже, да во умот свој да бидеме обновени, како што Словото Твое вели. Татко, во името на Исус молиме. Во името на Исус, Боже, ние молиме оваа вечер да бидеме обновени во умот, во името на Исус. Екол душата која што ќе умре и ќе воскресне. Халелуја. И ако ние умреме, Господе, ние ќе живееме со Тебе и за Тебе. Научи на нова во името на Исус молиме. За слава Твоја. Амен. Амен. Слава нека на Тебе, Господе. Халелуја.